совети кои ќе ви помогнат во тоа. Најнапред исчистете го вашиот дом целосно. Остранете го нередот и направете домот да изгледа повикувачки. Купете ароматични свеќи во сите форми големини. Поставете ги насекаде во домот и пред да дојде вашиот партнер дома, запалете ги сите. Декорирајте масата за романтичната вечера. Поставете вазна со цвеќе на средината на масата. Околу неа поставете имитација ланец со бисери. Поставете свеќник со свеќи до вазната. Одлучете се каков чаршаф ќе одберете. Не мора да одберете чаршаф со форми на срца. Доволно ќе биде да одберете едноставен чипкаст чаршаф или пак розе боја или со цветни апликации. Одберете сервис за јадење соодветен на пригодата. Тој може да биде во елегантно бела боја со дискретни златни или сребрени линии или во црвена боја со цветни дезени. Изберете соодветни садови во кои ќе го сервирате десертот. Тие исто така треба да ја символизираат романтичноста на овој настан. Поставете по едно чоколадце во форма на срце обвиткано во фолија на секоја чинија, а салфетките поставете ги во прстени или пак заврзете ги со пандалки. Направете неколку картички во вид на срца во најразлични облици и поставете ги на средината на масата. Истурете светликави конфети околу картичките. Пуштете нежна и романтична музика да свири во позадина. Направете килим од суво цвеќе од влезната врата до местото каде што сакате да го сместите партнерот. Еден од најважните чекори е бирањето подарок за вашиот партнер. Само вие знаете што тој или таа сака. Обидете се да одберете нешто што во моментот не би си купиле. Ако сакате да го разгалите партнерот, купете нешто убаво и тој ќе ве сака и поради тоа. Најдобро е да го планирате сето ова однапред, така што би имале време да ги коригирате нештата што не функционираат. Не би сакале да брзате во последната минута да купувате цвеќе, чоколада, подарок. Следете ги овие совети за декорирање за денот на влюбените и бидете релаксирани. Вие ја завршивте вашата работа. Наред е вашиот партнер. Иво, вие си имате со кого да славите Свети Валентин, веќе 4-та година или 4 години сте во брак? 3,5, добро, 4-та, значи. Како би ни ја опишале, би ни ја представиле Маја, вашата сопруга? Ако сгрешам, после ќе одговара за тоа. Внимателно сконцентрирате се како за на пресконференција. Да направам концепт, да видам само да се јавам. Што точно да кажа? Биде, не, како би опишал и пред да стапиме во брак, значи имавме долга врска, се знаеме во целост, значи и таа мене многу добро ме познава и јас незе си веруваме. Како вртите роко поентата. После емисијата ќе треба да се вратам до... Или за полесно, како си имате запознаено? Си имаме запознаено во едно кафуле во Скопје, преку нејзина другарка, која што ни беше заедничка другарка, така што потоа стапивме во контакт. И не знам, некако многу бргу се разви љубовта. Така што сега со повремени проблеми, караници, што е и нормална работа, се забавувавме. Повторно да не сгрешам во годините, но мислам дека... Ни за години. Ни за години, да. Така што одлучивме двајцата дека е време за да стапиме во брак и еве веќе 3,5 години сме во брак. И како и предложивте мислам, брак? Колку е романтичен Иво Котевски? Доколку бидам искрен, предлогот и не беше баш романтичен, повеќе беше спогодбено. Мислам, долго време навистина и се забавувавме и беше баш заедничка одлука. Така што имавме разговарано и претходно околу тие работи, бидејќи една врска како што созрева, веројатно доаѓа време и таа да се круни со брак, бидејќи забавувањето кое што траеше претходно неколку години, повремено станува, не знам, на некој начин и оптоварување за двајцата, бидејќи кога луѓе живеат одвоено, а си требаат еден на друг, и проблем е, нели... Земај со кола, враќај со кола, испраќај. Со автомобилот да се враќаме, да се испраќаме, така што мислам дека консензуално двајцата одлучиме дека е потребно да почнеме заедно да живееме, а таа одлука значеше и да стапиме во брак. Што работи Маја? Сопругата работи во Основниот суд Скопје 2 како судија.
Точка. Како ги согласувате вашите две професии? Како наоѓате време заедничко? Па главно си закажуваме преку. И сопругата е прилично зафатена, бидејќи и судовите се пренатрупани со работа, и судиите искрено се трудат нели, да постапуваат навремено по сите тужби, жалби од страна на граѓаните, така што и таа нема доволно слободно време. Мојата работа е таква каква што е, исто така бара 24 часа постојано да сте ангажиран, да сте слободен, да сте достапен, да сте буквално на располагање и на медиумите, и на јавноста. И на сопругата. И на сопругата од друга страна, така што се трудиме да изнајдеме и да го користиме секој слободен момент заедно. Колку и дали ви значи Свети Валентин празникот нешто? Па, како да ви кажем, ја повеќе сум од оние традиционални Свети Трифун, граѓани, да, што повеќе го почитувам Свети Трифун како празник отколку Свети Валентин, но сепак го одбележуваме денот, така што ги компонираме двете работи и ги славиме заедно во кафеана, се разбира. А дали Свети Валентин си го одбравте како свој ден? Што ќе си ославите или си имате некој друг ден? Па не, го немаме одбрано Свети Валентин и барем ниту јас сум таков човека, ниту сопругата е таква да сметаме дека треба да биде одбран некој посебен ден во годината во кој што би си обрнувале поголемо внимание или би го одвоиле, а во другите денови да се однесуваме како ај ќе го чекаме денот. Напротив, секој слободен ден го користиме да си посветиме некое време еден на друг. А колку сте по подароците и по изненадувањата? Сакате ли да се изненадите еден со друг? И јас сакам да бидам изненаден, верувам дека и сопругата се трудиме тоа да го правиме, но повторно ќе кажам во рамки на слободното време кое што го имаме, бидејќи и не располагаме со премногу слободно време за жал. Одиме со реклами, па ќе го продолжиме муабетот. За бескрено уживање во домот. Бујото. Како изгледа, не знам се како да го опишам. Во принцип јас сум задоволен од изгледот и се надевам дека така ќе остане уште подолго време, бидејќи се уште ги имам траумите од тоа реновирање, бидејќи пред да стапиме во брак целосно го реновиравме станот. Од корен. Од корен со се нова опрема и нова кујна и се што треба за еден дом да заличи како што треба да заличи. Така што барем јас доволно ми е за во наредниве неколку години ништо да не менувам, а се надевам дека и сопругата исто така се чувствува. Велите дека во изборот на вашата гардероба, дека честопати ви помага сопругата, дали изборот на она што сместивте во вашиот дом беше токму на сопругата? Па се договаравме, или заедно, но консензуално повторно. Да, но морам да признаам дека поголемиот дел околу набавките и бирањето и на мебелот и на техниката беше навистина на нејзин грб. Така што и преку телевизија да кажам дека сум ми благодарен и за контролата на луѓето кои што работеа, почнувајќи од местење плочки па до се што треба за еден стан да биде реновиран. Дали Иво Спанко? Кога станувате од Сабајле? Кога морате да станете? Зависи од ситуацијата. Во принцип немам проблеми со станувањето. Повеќе имам проблеми со спињето и не можам да спијам многу. Сакам да спијам, но не спијам доволно. Веројатно и заради темпото и динамиката на работата. Навикнат сум многу бргу да станам, многу бргу да се подготвам и да одам на работа. И некој дека сакам да лежам, сакам да лежам. Велите дека кога ќе се вратите дома од работа, единственото нешто за кое што фантазирате е креветот. Предходно, барем имате време, предпоставувам, за книга или за филм? Зашто повеќе се одлучувате? Што преферирате?
Доколку искрено зборувам вести и вестници, но се трудам навистина секое слободно време да се опуштам со книга или со филм, подеднакво ги сакам и книгата и филмот како уметност. Криминалистички жанр присутен е или доста ви од криминал? Не. Повеќе сакам друг тип на дела и на филмови, оние авторски филмови, уметнички филмови, но сепак не ги класифицирам толку по жанрови, колку самата содржина внатре. По вежбањето не сте биле? Од пуста мрза или од немање време? Од што е? Повеќе од немање време. Како помлад, веројатно си посветував повеќе време самиот на себе, но еве деновиве се обидов да играм фудбал, така што се уште ме боли ногата. Да, јас колку што разбрав на време дека редовно сте практикувале, сте играле фудбал. Да, и редовно се бавев и со планинарење, односно како рекреација. Се имам искачено на повеќето врвови низ Република Македонија, но за жал тоа бара одржување на одредена физичка кондиција, бара време што во моментов и не можам да го одвојам, но сепак се трудам од време на време да го посетам водно, да прошетам покрај кеот и еве вака, повремено да со пријателите да се укочите. Да се укочам. А пасивно кој спорт сака да го прати од дома? Иво? Повеќе спортови со топка. Значи фудбал, кошарка, но генерално ги сакам спортовите, значи ме привлекува и скијање, зимските спортови, сега ја очекуваме зимската олимпијада да започне. Нема спорт кој што не сакам да го гледам. Значи од боречките вештини, бокс до не знам, сега да не ги набројувам оние карлинг или тие зимски спортови кои што сега за жал имаме ретка можност да ги гледаме, но и тие привлекуваат внимание токму заради тоа. И приватно сте си велите спортско типче во поглед на облекувањето, значи фармерки, джемперче, меѓутоа работава е таква што ви налага поинаков кодекс на облекување. Како се навикнавте на вратоврски кошули, костуми? Тешко. Тешко, но веројатно кодот на облекување самиот го налага тоа во Министерството за внатрешни работи, кога гледате дека сите колеги се облекуваат така и за да излезете пред јавноста и за да ги, повторно ќе кажам, за да го изнесете тоа што другите го сработиле, ценам дека посоодветно треба да бидете облечен во најмала рака, односно да покажете одредена почит и кон институцијата, но и кон јавноста. А таквата гардероба бара и секојдневно пеглање. Така да си стигнам јас до прашањето. Кој е задолжен за пеглањето дома? Би требало да кажам дека е сопругата, но повторно доколку бидам искрен, значи жената која доаѓа да ни помага во домот при чистењето, често пати помага и при пеглањето. А ви се случило некојаш да брзате на пресконференција да нема ниту една испеглана кошула дома? Не. Да сум искрен, не. Да е жива и здрава жената, значи. Значи се грижи во однос на тој дел. Ние се ќе двоиме неколку минутки за љубителите на убаво уредениот дом. За денес од ризницата на Бујото одвоивме една преубава кујна, онаква каква што може да изработи само Бујото. Погледнете. Самовилска волшебност и убавина, невина и недопрена моминска чистота, колосална изведба достојна на античките вајари и нивните епохални скулптури. Оваа ода, посветена на кулинарството, со сета невестинска грациозност и свежина, се разбира доаѓа од програмата на Бујото за ексклузивни кујни, кујни по мерка, естетски единствени, кујни со функционална перфекција. Изработена од преслечен медијапан со полимерична фолија со бела мат финитура, пескарено стакло и работни површини од црн гранит со седефаста структура. Оваа кујна од естетски и функционален аспект ја прават едноставно единствена. Елементите од долната зона се целосно изработени од пластифициран медијапан и со својот габарит и содржина се проектирани за целосно задоволување на сечи и вкусови. Работната маса, изработена од црн гранит со седефастиот одсјај, ги обединува естетски и функционално. Особено внимание е посветено на аглите,
кои секогаш се проблематични, но во овој проект се извонредно функционално и естетски осмислени.